Валентино Лауцовски. Практичен прирачник за создавање и одржување убава љубовна врска. Доктор Секс. Денес те сакам повеќе од вчера. Книга што ќе ви го промени погледот на сексот. Љубовта вели: јас љубам. Поточно, јас сакам да го правам тоа што го љубам со тој што го љубам. Оваа мала реченица го објаснува законот на сите закони, а тој се вика законот на љубовта. Љубовните професионалци. Како што фудбалерот не може да биде фудбалер ако не е во тим, така и човекот не може да биде љубовник ако не е во љубовна врска. Секако тој може да создава повремени и минливи врски, но таквите врски нема да му помогнат тој да се реализира на љубовно поле. Всушност, тој ќе се реализира, но само до нивото до кое што ќе се реализира фудбалерот, што повремено игра фудбал на улица со децата од маалото. Самечкиот живот со повремени љубовни средби е на нивото на обичната аматерска игра, дури и пониско. Како што маалскиот фудбалер се реализира на улица, така и повремените љубовници се реализираат за време на своите повремени средби, лишени од радоста да се будат заедно во ист кревет. Тие го немаат задоволството да бидат играчи во тимот што победува. Всушност, да се будиш наутро до човекот со кој што имаш заеднички цели, значи да го започнеш животот во моментот кога си ги отворил очите. Интеракцијата со партнерот и децата представува незаменливо искуство и можност за растење, резервирано само за љубовните професионалци. Кога човекот не сака да биде во врска, тоа значи дека тој подсвесно се плаши од тоа да создава и да одржува врска. Фрустрацијата пак е наградата што ѓаволот му ја дава на човекот што се плаши, затоа што животот бара креации и резултати, а човекот што се плаши не сака од себе да го даде тоа што животот го бара – креациите. Така, пак доаѓаме до заклучокот дека човекот не може да не игра. Обидот да не игра, да игра малку, ограничено или по правила што самиот ќе му ги наметнува на животот, му носи само дружба со ѓаволот, за кое добива награди во форма на фрустрации. Нежноста. Гладот е енергетски дисбаланс. Тој може да биде физички или емотивен. Додека физичкиот дисбаланс се постигнува со јадење, емотивниот се постигнува со тоа што човекот ќе добие внимание. Нежноста е највисоката форма на внимание и затоа сексуалните односи се најсилниот извор на внимание. Кога човекот има сексуални односи, дава и прима внимание со исклучително силен интензитет. Ве молам, обрнете внимание, реков дава и прима. Човекот е проводник на енергија. За да прима, тој мора да дава. Не може да постои примање без давање, затоа што законот за кружењето на енергијата е универзален закон. Да верува дека може да прима без да дава, може само човекот што е неинформиран за овој закон. Со други зборови, непознавањето на законот за кружење на енергијата им создава енергетски застои на луѓето кои доведуваат до страдање. Човекот кој што не е способен да им даде внимание на другите, не е способен да си даде внимание ниту себе си, затоа што секое внимание што им го даваме на другите прво поминува низ нас. Затоа, сексот, како на најголем извор на внимание, треба да биде консумиран редовно и тоа што е можно почесто. Фалшот. Секоја караница, неусогласеност, негативна емоција и болка се фалшови во семејниот систем. Фалшот значи дека некој закон е прекршен заради кој семејниот систем не функционира хармонично. Кога пак семејниот систем не функционира добро, тој го нарушува квалитетот на државниот, националниот и на системот на човечеството воопшто. А единката има обврска да се придржува кон законите на природата, затоа што ако не се придржува кон тие закони, го нарушува семејниот систем во кој што таа учествува како ќерка, син, татко или мајка. Сите ние прво сме свесни за ова затоа што сме биле во улога на синови или ќерки, па потоа формирајќи семејства сме станале татковци, мајки, баби и дедовци. И сите семејни системи во кои што сме учествувале биле добри до степенот на подготвеноста на учесниците да работат усогласено.
Неусогласеноста е фалш што создава болка. Болката пак е опомена од големиот диригент на Вселената дека музичарите не свират во склад со законите на хармонијата. Затоа, кога диригентите на оркестрите викани семејства, фирми или држави нема да сакаат да се придржуваат кон тие закони, болката ќе дојде како награда за фалшот што го исвириле. Што се однесува пак до публиката, таа воопшто не мора да е музички образувана за да го забележи фалшот, затоа што фалшот е болка за ушите. Исто така, не мора човек да е психолог или квалификуван семеен терапевт за караницата во семејството да му звучи како лош оркестар. Секако, фалшот секогаш не значи караница и викотници што далеку се слушаат. Фалшот е секој нељубезен збор, зајадлив коментар или грубост што еднакво боли и кога го слуша и кога го свири човекот. Колку добра може да биде една врска? Една врска може да биде добра толку колку што е добар најлошо развиениот квалитет кај едниот партнер. Конкретно тоа значи: партнерот е добар колку што му е силен најслабиот квалитет. Тоа е границата на неговите можности. Например, може човек да е одличен комуникатор, но да не е способен да си ги препознае своите желби и желбите на својот партнер. Или човекот ги препознава своите желби и потребите, но не е способен да ги комуницира и да ги сподели со партнерот. Така, едната неспособност ќе ги блокира двата аспекта без оглед на другите добро развиени квалитети што човекот ги поседува. Сега, кога разбравме како стојат нештата кај едниот партнер, низ истата оваа призма треба да ги погледнеме двајцата партнери и тоа на следниот начин. Едниот партнер во нешто е послаб од другиот, да речеме, може да е позатворен или не толку комуникативен. Така, колку и да е добар во комуникацијата другиот партнер, тој ќе мора неговото ниво да го спушти на нивото на првиот, ако не сака да си троши сила напразно. Истото важи и за нивото на интелигенција, работливост, хигиена и така натаму. Со други зборови, простиот човек ќе си остане прост, па макар и принцеза да има за жена, затоа што тој не може да направи ништо надвор од неговата свест. Се што е надвор од неговата свест нема да го препознае или ќе настојува да го негира, да го оневозможи или да го саботира. Еве еден прост пример. Познавав една млада и убава жена која што по кој знае која причина по неуспешната долгогодишна врска со умен млад човек реши да стапи во вонбрачна врска со грд, 15 и повеќе години постар, мрзелив човек на кого му роди дете, слично на него, со кое што си имаше проблеми се до својата смрт. Во текот на нивната неколкогодишна врска таа не успеа нејзиниот сопруг ниту за милиметар да го подигне повисоко, за на крајот очајна да ја напушти врската во моментот кога тој реши да не работи, затоа што имал проекти кои сакал да ги реализира, но немало кој да ги финансира. Нормално, во меѓувреме таа требаше да се согласи да го издржува целото семејство од незината плата. Гледате, како и сите системи, и љубовната врска мора да биде приспособена на послабиот партнер. Затоа, врските во кои партнерите се блиски во сите аспекти функционираат добро. Брак од немајкаде. Огромен број од браковите се бракови од немајкаде, тоест бракови што не се базирани на заеднички афинитети, туку на затеченост на партнерите. Да, буквално, партнерите се затечени во некоја врска за која одамна не им е јасно зошто постои. Дел од овие врски ги држи стравот од самотија, а помал дел на стравот од што ќе рече народот или да не страдаат децата и така натаму. Стравот од мислењето на околината не треба да биде подценуван. Човекот што склучил врска пред матичари и попови, што играл на својата свадба и пред цела црква се колнел на верност до гроба, секако дека пред да ја растури истата барем 2 пати, ако не и повеќе пати, ќе се праша себе си дали сепак му е толку лошо или само така му се чини. Сепак, никој од овие несреќни луѓе заглавени во брак од немајкаде нема да се прашаат дали им е добро. Уште помалку ќе се прашаат дали може да им биде подобро или дали можат да измислат некоја убава цел со која ќе и дадат смисла на својата врска. Наместо ова, тие ќе се прашуваат дали има бетер, но за подобро збор нема да стане. Бракот не е нешто што треба да се живее од немајкаде.
Од браковиот немајка да имаат ќар само проститутките, кафеаните, винарниците, болниците и обложувалниците. Ако луѓето ја следеа љубовта, тие немаше да имаат потреба од проститутки, алкохол, коцкарници и слични установи. Безцелноста. Еден од основните проблеми, ако не и најголемиот проблем на луѓето е немањето свесно поставена цел. Безцелноста. Еден од основните проблеми, ако не и најголемиот проблем на луѓето е немањето свесно поставена цел. Кога отсуството на свесна цел ќе се преслика на личниот живот, се случува екстремно здодевен брак. За еден човек да не може да најде свесна цел во бракот, прво тој требало да расте во семејство во кое неговите родители немале таква. И не само тоа. Децата кај своите родители често гледаат грубости, омраза, скриено или отворено непријателство и неретко прељуби. Потоа наред доаѓаат медиумите во кои и во денешно време партнерството е третирано како товар, вреќа со компромиси и перење валкани чорапи. Ако на ова ги додадеме принудното одење на гости кај мајка му или кај мајка и, ситуацијата станува уште помалку розова. Не знам дали понатаму треба да ги набројувам интернетот, форумите, романите, списанијата и сите други чуени и нечуени извори. По сето информатичко бомбардирање, младите луѓе од трајната врска очекуваат се, само не нешто убаво. Тие на бракот нема да гледаат како генератор на убави цели и место за споделување на радоста од заедничкото растење. За нив, бракот ќе биде нешто здодевно, наметнато и добро за одбегнување. На крајот, сексот доаѓа како природен нагон, што сепак не е за потценување, но и тој се решава со некласични методи. За тоа зборуваат следните поглавја.